помош од детето или како да бараат совет, се додека не го освојат и не станат негова најмокна жртва. Нивната основна цел е да го поробат детето и да го скршат отпорот. Штом ќе го постигнат тоа, преоѓаат кон застрашување на детето. Чекате момент. Дали се тоа психолошки лабилни личности, дали се тоа посесивни личности? Вака, компетентна литература зборува дека нивниот карактер има специфични црти, односно тие имаат нарцистички и со нарцистичките црти си ја подкрепуваат самодовербата, а со садистичките црти ја спроведуваат тиранијата, која што им овозможува еден многу непосреден и близок однос со жртвата, кој што и пак од своја страна им овозможува увид во душата на детето. Така да со нивниот карактер и со некои други механизми си потпомагаат да дојдат до детето и да го освојат. Например, се поставува прашањето како не му е жал на еден педофил да злостави дете. Не му е жал затоа што тој користи механизам на одбрана сепарација или уште еден механизам каде што основното чувство го задржува, но доживувањето на тоа чувство го трансформира во негова спротивност. Тоа значи дека жалот го доживува како жал, но го чувствува, односно чувствува жал, но доживува задоволство. Понатаму, тој применува некои техники, некои методи. Почнува со заплашување со што го крши отпорот кај детето. Следната етапа за канување со смрт, обично на ликот на мајката, и од тој момент во детето почнува да живее една тајна, која што се смета дека е најдобро чувана тајна затоа што не сме да каже. Понатаму тој применува награди за доброто однесување на детето, што се смета за крајна дрскост, а исто така очекува и благодарност од детето што му е дозволено да живее. И од тука како децата се оспособени за живот, да речам, после таквото сексуално злоставување, например на стартот на училиштата година, во продолжување на учењето? Да, токму тоа сакав да кажам. Ќе ви одговорам на ова прашање и нашите превентивни активности уште 1998-2000 година ги усмеривме токму кон оние што најмногу работат со децата, односно наставниците во училиштата, односно со педагошко-психолошките служби во училиштата, во градинките, значи како да се препознае дете што е сексуално. Добро, ние опште работевме за проблемот на злоупотреба, но и кај сексуално злоупотребените деца. Значи, еден од симптомите со кои што детето може долго време тоа да го чува како тајна во себе поради срам, страф и чувство на вина. Понекогаш, знаете, траумата се дожива во зависност од возраста на детето. Тука мораме, мислам, ова да го потенцираме. Дете на 3 години и дете на 9 години и дете на 13 години не ја доживува злоупотребата исто. Тоа е поврзано. Значи, со сознајното сваќање. Едно дете како ја сваќа сексуалната злоупотреба и се разбира дали тоа било еднаш или било повеќе пати. Понекогаш, знаете, сега да раскажуваме случаи, мислам, има многу случаи од овие 37, знаете, имате дедо што злоупотребил дете, имате наставник што злоупотребил дете, но многу е битно дали било тоа еднаш, дали било повеќе пати. Во секој случај, успехот, детето попушта, концентрацијата му попушта, се јавуваат тие страови, анксиозни состојби поврзано со проблеми со заспивање, со спиење, голема приврзаност кон родителите, знаете, намален апетит, губат во тежина, така да родителот понекогаш гледа детето му се менува од едно дете кое што имало одличен успех или солиден успех, одеднаш попушта, има единици, па честопати знаат и наставникот да рече нешто ова се случува со детето. Змијанац Трајковска, професор Трајковска. Сакам да посочам 3 примери каде што може би ќе бидат полезни за родителите. Едниот пример е кога девојче е селувана од познаник на родителите и после 7-8 години го пријавува тој случај на нашиот СОС телефон и неколку пати разговара за тоа и веројатно храбрена има намера да го целиот град со ликот на тој злосторник со намера да пише една реченица: тој е лош човек. Сите да знаат. Вториот пример е кога полусестра е силувана од полубрат, бидејќи тој полубрат бил силуван од неговиот татко, значи жртва насилник. Малку треба се проговори и за тоа. И третиот случај, исто така, кој може да биде злоупотреба на пријава на ваков случај, каде што таткото пријавува за сексуална злоупотреба од мајката во децата
И други видови на малтретирање, како принуда децата се соблекуваат, гледајќи ги како водат љубов и така натаму, но се докажува дека таткото, бидејќи бил отстранет или немал можност да се видува со родителите, употребува мајката. Има потреба од осветништво на жртвата? Да. Подоцна? Змијанец? Да? Па ова е еден од пример каде што родителите се справуваат преку децата во нивното меѓусебно конфронтирање, ги употребуваат или ги злоупотребуваат. Дали има инцидент? Не смеа да се жестат против злоупотребувачот, да се помнат со да негативни Не треба енергии се жештат, меѓутоа во нив постои омраза кон злоупотребувачот. Детето Дали постои омраза кон светот, кон перспективата, кон... постои мислам детето има еден негативен став кон појавите, затоа тоа во него се вгнездува. Тоа е најтешкото што психологот, психијатрот може од него да го извади. Детето добива прво едно негативно чувство кон себе. Фактички јас не чинам. Не чини и тој, меѓутоа и јас не чинам. Она што кај мене не е добро, затоа јас сум така и така злоупотребен. Односно, кај детето е најтешко да му се врати довербата во него и самодовербата дека тоа не е виновно, дека треба да се ослободи од тоа, дека е само жртва, а не е виновник во ситуација. Вака, јас би убава тема се отвори и да проговориме малку околу симптомите, затоа што верувам дека нема родител кој што во овој момент не ќе се праша како би препознале дете кое е сексуално злоупотребено. Преска реков дека детето, како што рече доктор Бошкова, го менува однесувањето. Станува или многу послушно или многу нервозно. Се јавува страшна анксиозност, му се пореметува сонот. Се случува да сонува еден исти сон во ноќта повеќе пати или подолго време. Развива извонредна способност за препознавање на знаци во средината кои што предупредуваат на опасност. Се јавува слободно лебдички страв, што е исто така го прави детето анксиозно. Се јавува стеснување на свеста, наметнување на мисли. Сето тоа остава слика на едно дете кое што има, да речам, и патолошка, нели клиничка слика. И тука можно е, ако не се знае етиологијата, ако не се знае дека детето доживеало траума, да се помисли дека детето е веќе во некој процес, нели, на патологија. Кој е психијатриски случај? Жртвата, насилникот, родителот? Па, јас дефинитивно, се изјаснив и тоа стои во литературата дека насилникот е психијатриски случај. Ако е педофил по оваа категоризација, тој е психијатриски случај, треба да се лекува и постојат третман програми. Жртвата е жртва и има психолошки последици кои што се можни да се третираат и битно е да се истакне тука, за да знаат, нели, ако веќе е едукативна емисија, да знаат многу родители дека различни се последиците, дури не се вини во сразмер со тежината на самото злоставување. Значи не е право пропорционално тоа колку било тешко во смисол на типот на злосторништвото врз детето. Туку е битно и каков е семејниот супортивен систем. Кај некои деца можно е, нели, и едно тешко злоставување да се избалансира во еден добро поддржувачки семеен систем. Значи потребна е психолошка и психијатриска помош, но велам треба да работиме и на семејството како клетка која што може да зацели многу работи. Каде ќе се случи тоа? Дали во семејството или надворот? Ако се случи во семејството, детето тогаш домот го доживува како опасност. Само еден момент. Добивам сигнал дека некој настојчиво сака да се вклучи во програмата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Ве молам едно прашање. Да. Прашањето се состои како да се заштити дете од 11 години од злоупотреба на својата мајка и нејзините пријатели. Едноставно е тоа. Да, ве слушаме. Еве, ќе чуете одговорот. Бидете наредни. Прашањето е едноставно. Ние имаме одговорност како граѓани, јас како професионалец психијатар и сите тука присутни, или имаме одговорност и како професионалци, но и пред се како граѓани да пријавиме таков случај. Пријавувањето е прво до социјалната служба, значи до социјалните работници кои што работат на таа територија, бидејќи тоа е најбезопасното во првиот момент, а веднаш потоа и полицијата. Значи, ако постои било каква индикација, литературата вели дека многу мал број на пријави, ако детето зборува за тоа, се лажни. Значи, уште еден мит е дека децата лажат. Многу ретко лажат кога им се случува нешто. Змијана Страјковска, дали е возможно да го сочувате идентитетот на личноста која се пожалила, која е жртва, ако таа не сака тоа да се публикува? Дали, например, вие имате одврска, како невладин сектор, тоа да го пријавите во МВР или го обработувате случај?
Кодекс е на нашата СОС телефонска служба и сите што професионално работат таму на 0801 2222. Значи дигнитетот, идентитетот и се што е поврзано со податоците на жртвата која ќе се охрабри, а очигледно треба многу да се работи на охрабрување на децата, да се јава дека останува анонимен. И постапката секако е со иницијали од наша страна. Дали до Народниот правобранител, ако се случува насилство во институциите на системот, дали преку центрите за социјална работа, ако насилството се случува во семејството, секако идентитетот е загарантиран. Апсолутно. Идентитетот е загарантиран, тајноста на податоците е загарантирана за злоупотребеното дете. Дали е... Да, повелете. Не. Јас не би се сложил за ова, затоа што, видите, ние зборуваме за еден прво, криминален акт, кој што е казнив по нашиот закон, ако зборуваме за идентифицирана сексуална злоупотреба врз дете. Или, како граѓанска обврска, не може да зборуваме ние. Јас сум представен исто и професионалец како и сите вие. Јас знам што е лекарска тајна. Многу добро знам, веќе 25 години. Но веќе се соочуваме со криминал и со страшни последици. Друго е да вие имате дете во третман, или вие не работите на третман и не би требало да работите на третман на деца, бидејќи за тоа постојат специализирани установи, каде што, мислам, психолошко, психијатриски служби, кои што може да третираат и побарање на мајката, да речеме, ако е тоа интрасемено, па нешто, па ние правиме некоја. Но суштински, во законот, немаме правник денеска, во законот ние имаме облигации, имаме обврска да го пријавиме тоа. Тоа е, знаете, тоа е фактички дотурање на зејтинот, маслото, на огонот на она што се вика семена тајна, а тоа е суштината на проблемот на сексуална злоупотреба. Тоа тука произлегува сега. Не се разбравме. Јас реков загарантирана е злоупотребеното дете, неговата тајноста на неговите податоци ја чуваме, а не на злосторникот. Добро, Змијана Стојанов. Сакам да кажам друго овде, дека можно е, да речеме, ова последно јавување ми дава некоја асоциација дека моите сознания упатуваат дека можно е по некој пат родителите кои што се меѓу себе во некои лоши односи да се пресметуваат со децата и во таа смисла можно е да речеме ево како претпоставувам да најави дека таткото го злоупотребува детето или мајката го злоупотребува сакајќи преку децата да се пресметаат со другиот брачен партнер. Сме имали таков случај, меѓутоа долготрајната елаборација на оној што кажува дека е родителот, еден од родителите го малтретира детето и работата со детето, точно се знае дали е тоа така. Сме имали инсинуации кај што сме открили дека е така. Меѓутоа, друго едно прашање. Кажете ми сега, мајката сака да го покрене тоа прашање, дека незиното дете е сексуално злоупотребено. А што ако не тоа да зборува за тоа, не може да каже? Или кажало само еднаш пред некоја особа во која што имало доверба? И повеќе не може. А за да се покрене случај, треба да се оди на суд, детето да каже што му се случило и сега замислете повторно оживување на травматскиот настан, како би се одразило тоа на детето. Мислам, ние уште 96-та година, кога бевме, јас и Драги, на првиот семинар, на првата едукација во Македонија, беше поставено прашањето како да се заштити детето. Знаете, има случаи каде што детето кажува и родителите се шокирани и не знаат што да прават. Убаво би било кога... Која е етичката граница? Дали, например, детето заради перспективата на животот да го заштитиме, психијатриски да го наблюдуваме, или по секоја цена да го откриеме случајот и да го детектираме злосторникот? Не, видите, детето е во центарот на вниманието. Детето е жртва. Да не правиме сега ние тука од нешто што е сосема јасно. Ние мешаме работи. Ова се вика, нели, инструментализација на детето во она што професор Нелко Стојановски зборуваше, тоа е инструментализација на детето во бракоразводи. Тоа е познато во светот. И тоа мора да помине низ една јасна евалуација на психолошко-психијатричка служба дали е или не е. Нели, дали е случај или не. А ако Змијана зборуваше за случаи за кои што знаеме, се потврдени низ психолошка евалуација дека се, ние тогаш мораме да го пријавиме случајот на злосторникот, ако го знаеме, зашто имаме репетитивни, знаете, бројките зборуваат дека еден сексуален злосторник во својот живот прави до 380 сексуални злосторства врз деца. Ако сакаме да го оставиме тоа да биде репетитивно, ние можеме да се држиме за нешто што е лекарска, психолошка или професионална тајна. Не постои начин да го спречиме тоа, разбирате? Извинете, вие реколте дека треба да се чува, дали обавезно мора да се отвори тој случај. Во нашата литература стои дека не мора. Во колку детето избере да тоа биде тајна,
тогаш тајната има функција на заштита на интегритетот на детето, значи не мора по секоја цена. Тоа треба да биде избор на детето. Змијанец Марковска? Во класификацијата на менталните расстройства има една шифра која што обврзува, ова се сложувам ако е тајна Z61 која што вели улога на здравствениот работник во натамошната заштита на детето злоупотреба, а и Конвенцијата на правата на децата, член 1939, има право, значи, да се заштити детето од сите